Скопје се најде на 198-то место на листата најскапи градови за живење во светот, според најновото рангирање на американската консултантска компанија Мерсер. Хонг Конг ја задржа титулата најскапо место за живот и престој на светско ниво во истражувањето на Мерсер за 2024 година. Топ листата беше објавена во понеделникот, па кинескиот град, исто како и во 2022 и 2023 година, и овој пат го зазеде местото број 1, додека пак Сингапур е на второ место. Општина Ѓорче Петров за краток период заврши со реализација на два значајни спортски проекти, од кои придобивка ќе имаат сите жители на општината. Задниот дел од дворот на основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски доби сосема нов спортско-урбан лик со изградба на новото фудбалско игралиште со подлога од вештачка трева и со димензии 20 на 30 метри. Игралиштето ги исполнува сите услови за рекреација и одржување на школската настава по физичко образование. Завршено е и мини фудбалското игралиште кај стадионот во Ѓорче Петров, на кое најмногу му се радуваат најмладите жители. Граѓаните од овој дел на Ѓорче Петров имаат навистина голема потреба од вакви игралишта, бидејќи населбата изобилува со млади. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски синоќа заедно со својата сопруга и дел од неговиот тим ја организираше традиционалната забава по повод завршувањето на учебната година за учениците со попреченост од основните училишта во Кисела Вода, учениците од основното училиште Златан Сремец и Сдруженијето на родители на деца со церебрална парализа. Ѓоргиевски истакна дека секогаш ќе се бори овие лица да имаат еднакви можности како и останатите. Петок и сабота по повод верскиот празник за Душница, единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот. Од 6 часот наутро во петок до сабота сообраќајот кон градските гробишта Бутел ќе се одвива во една насока, односно сите возила ќе се упатуваат по улица Бутелска, лево по улица Александар Урдаревски, лево по улица Боца Иванова и десно до влезот на гробиштата Бутел. А за излез од гробиштата, десно по улицата Боца Иванова до кружниот тек на улицата Бутелска, па лево по улицата Бутелска и десно по улицата Кемал Сейфула. Службата за бележење на хоризонтална сигнализација на јавното предпријатие Паркензи на општина Центар изврши обновување на сигнализацијата во сектор Буњаковец во околината на општинското основно училиште Песталоци и градинката 13 ноември, како и во секторот Пролет основното училиште 11 октомври. Во наредниот период службите продолжуваат со бележење во зоните на образовните институции кои се под општина Центар. По завршувањето на бележењето на сигнализацијата ќе биде повидливо и побезбедно одвивањето на сообраќајот, велат надлежните. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја